Здраво! Јас сум доктор Марина. Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Зрак. Денеска ќе зборуваме за нешто што сите го чувствуваме секојдневно, но честопати го занемаруваме. Аерозагадувањето и неговото влијание врз нашето здравје. Вечерва со нас се асистент, специјалист доктор Александра Татабитовска од клиника за пулмологија и алергологија, Јане Димевски од иницијативата Шанси за центар, советник во општина Центар, и Татјана Чакулев од О2 иницијатива. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, Марина. Навистина ми е задоволство што се одржува ваква емисија да проговориме за овој сериозен јавен, здравствен и општествен проблем. Аерозагадувањето е една алармантна состојба што се случува во нашата држава, особено во нашиот главен град, со децении. Секоја година се зборува многу, меѓутоа очигледно мерките не се преземаат како што треба и се уште тој проблем само се продлабочува. Аерозагадувањето представува состојба на загадување на воздухот од аерочистички, аерополутанти, кои најчесто се од антропоген фактор, значи човекот има влијание, односно допринесува за аерозагадувањето. Постојат повеќе категории, имено 6 категории на аерозагадувачи, меѓутоа застапени, односно најсериозни честички кои го загадуваат воздухот се PM честичките, PM10 честички кои се со промер од 10 или помалку микрони и PM2,5 честички кои се уште со помали димензии, помалку од 2,5 микрони, кои имаат сериозни и далекусечни последици за човековото здравје. Честичките може да бидат во цврста агрегатна состојба, во течна и во гасовита состојба, а особено се значајни димот, чадот, смогот, која е комбинација од магла и од токсични материи, и гасовите полутанти, како што се озонот, сулфурот диоксидот, азотот диоксидот и јаглерот моноксид. Постојат и други честички, како што се бензенот и нитрилот, кои се составни честички од PM10 честичките, но сите заедно предизвикуваат сериозни последици, а особено би се задржала на PM честичките со промер 2,5, бидејќи тие имаат толку мали димензии, помалку од 2 микрометри, може да навлезат во малите дишни патишта, во бронхиолите, терминалните бронхиоли и алвеолите, и таму да преминат преку алвеолокапиларната мембрана, да навлезат во крвотокот, во циркулација на организмот и да дадат системски ефекти на човековото здравје. Така да не само респираторниот систем, како прва одбранбена линија на заштита на човековиот организам од аерозагадувањето, туку и целиот организам е подложен на штетните влијанија од аерозагадувањето. Скопје во неколку години наназад е број еден најзагаден град во Европа. Мислам дека така беше, нели? Кој е главната причина? Па јас како здравствен работник би кажала дека може од иницијативата да прашаме што мислат. Да. Ви благодарам прво за поканата. Секогаш е нужно да се зборува на тема, малце депресивно што се повторува секоја година, тоа веќе долг еден временски период. Но нашиот активизам мислам дека тргна и од спојката на кога почнавме да дознаваме што дишаме и што тоа предизвикува, не со помош на здравствените стручњаци. Истражувањата се повеќе се продлабочуваат за среќа во низ години кога додека ова е тема, нели, во нашата јавност и во општеството. И последните веќе мислам дека прилично детално ги лоцираат изворите на загадување во градовите. Не е во секој град исто, но генерално тука се, нели, грењето на домакинствата, грењето на јавните објекти, индустријата, депониите кои се палат, сообраќајот, градежната прашина, прашината од улиците. Генерално тука се движат тие извори. Сега соодносот нивен е не ист може би секаде, но секој од овие извори на загадување си има свој удел кој го прави тој коктел на загадување во си го дишаме и сега исто како и Друго зашто не се превзема доволно мерки за
еве да се намали аерозагодувањето. Тоа е данашната борба со Татјана да. и нашите иницијативи, баш овие прашања ни се некако централни во нашиот активизам или борба, па не знам, повеќе од 15 на години можеби и така натаму. Така. Зошто не се преземе, тоа мене ми е прашање, би сакал да можем 5 минути да поменам во мозокот на некои од нашите носители на одлуки, да ги наречеме високите политичари, нели? Кои ги носат одлуките каде да се распределуваат парите. Сепак и они го дишат истиот воздух. Па да, и тие Така. и побогатите граѓани кои исто точно. имаат, нели, собственици на индустрии и така натаму имаат влијание врз тие работи. Но гледаме дека не е веќе да кажеме дека тие не знаат од неинформираност, од незнаење, некои поинакви приоритети. Тешко е да ставите повисок приоритет од едно вакво прашање, кога знаете дека здравствените стручњаци ни покажуваат секоја година колку луѓе прерано го губат животот и тоа како домино ефект се сели врз сите сфери на нашето општествено живење. Финалниот резултат е земјата се исцрпува од луѓе кои дел прерано умираат, нели? Не доживуваат да придонесат во животот колку што би можеле кога би биле поинакви условите. Делот од ние помладите воопшто би не размислуваат, можеби да се борат, те се мачат во вакви услови, па едноставно се ги пакуваат коферите и си одат. Тој трошок никако да го вкалкулираат политичарите во своите пресметки. Така. Што прави ОДВА иницијативата? Ние долги години се бориме примерно на ова прашање, од организирање на времето, значи на протести, доставување барања, менување барање за да се смени прагот за алармирање, да се спушти, се со цел да се алармира општеството за проблемот, бидејќи со секое уклучување на тој праг на алармирање разбираме и сваќаме, значи состојбата е алармантна. И воздухот е толку загатен да мора да се преземат мерки, бидејќи претходно беше многу висок, па требаше се чека, 10 дена, над не знам колку, и никош не се вклучуваше тој праг на алармирање. Се смени, значи, уредбата тогаш се планира, прифатија, значи, наши предлози, не сите, меѓутоа, така се прифати и стана 2 дена, 150 да биде праг на алармирање. Сега Европската Унија донесе нова директива за квалитетот на амбиентниот воздух, минатиот месец ја донесе. И сега отприлике некаде на пола се намалуваат граничните вредности. Значи, оно што било лимит, например, ако е сега годишно лимит за PM2,5 25 микрограми на метар кубен, сега ќе биде 10. За PM10 било 40, сега ќе биде 20. И сега воведени се, значи, и годишни вредности и за сулфур диоксид, и за азотни диоксид преполовени се, воведени се исто дневни, што ние исто баравме, да има дневни гранични вредности за многу поопасните PM2,5 честички, не само за PM10. И сега се со оваа нова директива воведени се, унифицирани се праговите на информирање и алармирање, значи не може веќе нашава земја да си каже, па ние ќе го ставиме толку прагот или волку прагот, бидејќи они калкулираат и во однос на економијата, зашто една од мерките кога ќе се вклучи праг на алармирање, вие морате да ослободите трудници, да ослободите лица кои имаат хронични болести, срцеви болести, болни од рак, белодробни заболувања, така да е прилично тој не лица над 60 години и тоа мора да се почитува. И сега вас ако ви звони тој праг на алармирање многу почесто и економските како се вика трошоци се многу поголеми. Сега, сите овие работи, ако ги земеме, тоа треба да е само мотивација на државата да навистина побрзо го реши овој проблем, што, како што Јана спомна, и не само што не чини, значи не чини и животи, не чини и пари, не чини болнички трошоци, секоја нема фамилија која не е афектирана од овој проблем. Здравието не чини. Да. Сега, главната работа што ние детектираме и што и денеска баш зборевме со Горан од Елма, и тоа што нас највише ни пречи, е што навистина нема една долгорочна стратегија со акциски план, каде што ќе се знае, меѓутоа по западен принцип,
каде што ќе се знае. години трае, Ова ништо е не се мерката. менува. Толку чини, толку средства се одвоени, значи секоја година ќе се одвојат, овој ќе ја спроведе, индикатори ќе бидат тие, ќе видиме како значи се намалиле, дали бил ефектот тој што сме го планирале или не бил. Значи пропорционално секоја година волку толку за да имаме за една година, 2, 3, 5 да дојдеме во ваа. Ние само спомнуваме ако можел еден Пекинг со 20 и кусур милиони жители да има за 2/3, не целата, значи тоа е фрапантно, за 2/3 вие да го намалите загадувањето, значи тоа се 2/3. Ние зашо да не можеме тоа да го направиме? Значи тоа е еден, а ние сме толку мала држава, сепак не е. Сега секогаш е прашање ресурси, ќе дојде една влада и ќе каже, например, кога дојда СДСМ кога дојде на власт тамо 2017, они почна, па воведоа една, па планот за како беше за чист воздух, воведоа владина програма што е нарекоа ова е стратешка сега, еве толку е битно, значи решавање на проблемот со аерозагадување, ја внесоа таа програма, се викаше програма за намалување на аерозагадувањето и ништо. Третата година тоа згасна, нешто малце се направи, пуста воведа друга програма, зелен развој, па еве тука ќе биде, па тоа ќе биде ништо и таму ништо немаше. Сега еве ги гледаме, значи ВМРО дојде на власт, во буџетот нема пари, пошто ние секогаш го гледаме буџетот и притискаме тука, бидејќи ако вие не одвоите средства во буџетот, како ќе очекувате после да се решат, бидејќи мерките чинат пари. За да се смени јавна институција начин на грејење од мазот на газ, значи ви мора да вложите пари, да се изработи проект, да се изработи значи целата таа пренамена, тоа чини пари. Да одвоите субвенции за домакинства, да го смена начин на грејење или да постават филтри. Значи мора да го најде решението, не може некако повторно све тоа, секој ќе дојде и пак нешто почнува као од понова. Ние сме веќе со децени во ова, ама од поново ние ова ќе правиме, ние ова ќе правиме, кога тоа требало до сега да биде кристално јасно. Што треба да се направи, како треба да се направи и да се земат економските услови на нашата земја. Значи ние не можеме да очекуваме тоа грејење на дрва, например во Скопје во зимски месеци 50 до 60% покажано е дека грејење на дрва и дрвни производи извор на загадување. Тоа е огромна бројка. Знаете, има и дури и да остане таква ситуација, поголем дел од граѓаните продолжат да се греат на дрва. Има голема разлика ако тие користат стари печки и нови печки. Да. Новите печки Тоа страшно така, помали значи, емисии, да. Тие се, значи има начин Ако што дрвата мора да се се влажни, детектира. повеќе загадуваат. Ако се посуви, меѓутоа не се додека некој контролира тие складови, например. Дури сега, тоа веќе не е ново, јас го дознав тоа од наш колега од Србија со истата тематика што се занимава само таму, истиот проблем, дека веќе има некој додаток, адаптер се вика, кој се додава на оџакот на печката и тој прави второстепено, па дури сега и третостепено согорување на самите гасови кои излагуваат од горењето на дрвата, бидејќи има уште многу во нив материја која што може да согоре да слободи уште топлина. И тоа остава на крај од оџакот многу малку да излегува. Чад. Значи има многу решенија. Има начин. Тоа е најболното во оваа начин. приказна кога гледате дека ни светот има решенија, совршено применливи за овде, нема зашто не би било. Така. Меѓутоа изгледа нашата пресметка на математика како екологисти, како граѓани или здравствената не се совпаѓа со на политичарите кои треба да донесат одлуката, затоа што тоа се можеби сетови на помали мерки кои не се знаете така звучни и популарни, да ги наречеме во наводници, за рекламирање на политичарот. И не се согледуваат последиците, односно придобивките тоа се последици на веднаш. здравјето Туку на може би луѓето, после не е 10 тоа. години. И тука мислам дека многу од нив, а не се ефтини, нели, пак треба се вложат пари, многу од нив кога ќе видат дека тоа за неговиот мандат ќе презема неколку мерки, ама тие нема директен ефект да има, со кој што граѓаните ќе му аплодираат, браво градоначалнику, браво министри и така натаму. И тука веќе се бутка под тепих работата. Така. Мојата Меѓутоа- представа. Да, меѓутоа тоа се влие на здравјето на луѓето, сите го дишеме тој воздух.
и ние и нашите пациенти со карциноми што се на бели дробови. Постојат неколку студии веќе докажано е дека аерозагадувањето покрај нели пушењето што е фактор број 1 за рак на бели дробови, исто така влијае аерозагадувањето. Апсолутно. Затоа мора сите го дишеме тој воздух, дали ние, дали политичарите, пациентите. И ризикот. Има цела листа кога ќе читате вие што се PM частичките. Значи како све делуваат, буквално нема дел од телово каде што овие особено помалите, а да не збориме за ултрафините тие што се PM1, значи тие уште поситните што влегуваат, тоа значи влегува насекаде во телото. И зависи што носи таа частичка со себе, тешки метали, не знам, диоксини, нешто, ние не знаеме што носи кога дишеме ние, што све носат тие частички. Сакам да кажам дека листата е огромна. Од физички болести, секој дел од телото афектиран, ментални болести, значи се поврзува со Алцхаймер, се поврзува со деменција, се поврзува со аутизам, депресија. Мислам, апсолутно е страшно депресивно, кога зима не може да излезете надвор. Што загадам. Ама не, и да излезеш, стварно е, не знам дали се осетиле, кога ќе дишеш чист воздух, како се осеќаш, и кога дишеш загаден воздух, значи стварно не се осеќаш убаво. Значи стварно ти делува, не е дека еве надвор ќе излезеш, ама не ти делува убаво. А кога ќе дишеш онака со полна плуќа, чист воздух, одма си порасположен и да. Се гушиш едноставно. Така да стварно тоа со депресијата е поврзано, не е тоа онака дека седиш дома, не, него стварно кога го дишеш тој воздух. Мене ме запрепастува еве таа кусогледост и поставеноста на државата во однос на ова прашање. До сега често се прстот се посочуваше едноставно кон домакинствата, дека се тие главниот загадувач и тоа е тоа. Ние почнавме да мапираме кои јавни објекти користат мазут и нафта во поголемите урбани центри во Македонија, во сите градови практично. Селата не ги земавме во предвид, до сега барем. Излезе дека само во Скопје имаме над 100 јавни објекти кои користат мазут и нафта за грејење денеска, во 2024 година, и тоа во единствениот град со централно парно грејење. Тука значи спаѓаат многу болници, целиот здравствен дом Скопје е на нафта. Нафтата загадува, тоа е нафта за грејење. Значи, нафтата за грејење, според една информација од Мак Петрол, едно известување ја најдов, има 100 пати повеќе сулфур колку дизел горивото за автомобилите. Тука имате, во секоја општина има повеќето училишта се на нафта, градинките се на нафта, имаме неколку големи болници во градот кои се на мазут уште, автобазите на ЈСП се на мазут, и многу други институции. Значи, преку 100 само во Скопје. Во секој град тоа е реплицирано во Македонија. Повеќе или помалку, например, Битола е ужасна состојбата и со такви објекти, покрај рек Битола, нели, и домашното грејење, но таму нема ни парно. Мене ме запрепастувачки како сме дозволили во 2024 година да имаме толку многу јавни објекти што се надвор од парното грејење, например. А се јавни објекти, значи не се приватни, па се вие да се расправате со собственикот дали тој свесен, дали има пари да ги смени. Тоа се одлучува со една одлука и со пари. И мислам дека може, ако имаме доволно луѓе да работат, нели, за година-две да ги снема како загадувачи. Но и дополнително што ако тие се приклучат на парното грејење како големи објекти, големи потрошувачи, јас мислам дека ќе придонесат и да се намали цената за парното грејење за сите корисници негови. Но тоа уште не се случува. Уште не се справи тоа. Како влијае загадувањето на пациентите со хронични обструктивни белодробни болести? Аерозагадувањето има негативен ефект по здравјето на сите индивидуи, значи на здравите, особено на болните. Како што споменавте, постојат неколку категории на осетливи индивидуи кои особено се вулнерабилни на дејството на аерозагадувањето, а тоа во прв план се децата, бремените жени, постарите, повозрастните луѓе над 65 години и особено хронично болните, со акцент на пулмолошките пациенти, кардиоваскуларните пациенти. Аерозагадувањето значи како ефект дава акутен и хроничен ефект, односно има директно непосредно дејство, меѓутоа е долгорочно кумулативно дејство кое се манифестира после неколку години. Акутниот ефект ние сите го
го приметуваме кога кое е високо нивото на аерозагадување, тоа е во вид на иритација, механичка иритација, печење на очите, дразнење на горните респираторни патишта, интензивна кашлица како еден одбрамен рефлекс, развивање на акутни состојби, акутен трахеобронхит. Меѓутоа, тоа е сепак состојба која трае пократко време и организмот може да се опорави, може да се рехабилитира таа состојба. Кај хроничната изложеност, односно кумулативниот ефект кој се случува во нашата земја и во нашиот главен град, особено негативно и допринесува и да се појават, меѓутоа и да се влошат хроничните пулмолошки заболувања, од која споменавте хроничната обструктивна белодробна болест, која представува една хетерогена, хронична, воспалителна, значи инфламаторна болест, која има прогресивен тек, значи таа напредува со текот на годините и е иреверзибилна, односно не може да се врати на нормалното ниво, на здравото ниво ние никогаш не можеме да го постигнеме, можеме само со елиминирање на ризик факторите и со соодветни лекарства да ја стагнираме болеста. Овие пациенти се особено вулнерабилни на аерозагадувањето заради тоа што нивната белодробната функција, односно вентилаторната функција кај овие пациенти е намалена. Така да секоја натамошна дразба, нокса, ќе доведе до значително влошување на пациентите со пат на нивниот капацитет и со појава на влошување, односно екзацербации, кои многу често се лекуваат во домашни услови, најчесто кај матичните лекари, меѓутоа најтешките случаи тие се веќе многу на број, доаѓаат и до хоспитален третман, односно потребно е да се лекуваат болнички и кај нив квалитетот на животот и подобрувањето едноставно не е на некое значено ниво. Така. Имам јас член во семејството што имам хронична обструктивна белодробна болест и стварно е тешко се справува посебно зимскиот период со аерозагадувањето. Зимскиот период е најтежок. Значи најтежок е за хроничните обструктивни заболувања, освен ХОП, тука и астмата, која се јавува, сакав да направам и разлика помеѓу ХОП-от, обично се јавува кај повозрасни пациенти, меѓутоа и таа граница веќе се поместува. Астмата се јавува и кај деца, и кај помлади индивидуи, исто е хронична респираторна болест, која исклучително е варијабилна, меѓутоа е осетлива на надворешните влијанија. Значи, секоја вложување, ладно време, загадување, дополнително ќе доведе до астматични епизоди кај овие пациенти, кои можат од реверзибилна, значи од состојба која ќе може да се врати на нормалата, да дојде до една состојба од каде што веќе не можеме да се вратиме назад. Дали има некоја пресметка колку ги чини тие луѓе ваков период да го поминат месечно за лекови или тоа ми било секогаш? Јас искрено како здравствен работник исто размислувам за тоа, можеби податоците ги имаат фондот за здравство или матичните лекари, меѓутоа лекарствата конкретно за хронична обструктивна белодробна болест навистина се чинат високо. Покрај фармаколошката терапија, нив им е потребна и нефармаколошка терапија. Значи, тука спаѓаат низа на суплементи. Многу често овие пациенти се во терминалната фаза, имаат потреба и од кислородна терапија во домашни услови, па користат концентратори кои исто така се скапи. Не би можела да направам проценка, меѓутоа тоа е огромен процент од буџетот на домаќинствата. Да, значи ние често кога зборувавме со некои политичари на овие теми, нас ни велат, па вие знаете ли колку чини тоа, бидејќи се зборува дека аерозагадувањето да се реши во Скопје, барем беше само околу 300 милиони, 400 милиони евра севкупно за цела Македонија. Не знам за да се реши некои такви пресметки. Бидејќи во денешно време да. Со сумите како изместено, не знам тоа што можно, да. Пошто се е поскапо и поскапо, јас знам сумата ако се сеќаваш порано за решавање на жешките точки, воопште не е таа сума што тогаш во документот на Обединените нации пишуваше, значи во реалноста е сосема друго. Така да не знам. Никогаш не ни кажале. Секогаш знаете ли ви колку тоа чини? Колку чини? Не знам колку. Не може да чини повеќе од здравето на но добра е таа споредба. Јас сум убеден дека колку и да чини решавањето на кој што ќе биде сплет на разни мерки,
нема едно. Смешно е од една страна кога ќе слушнете сите политичари од различни партии кога ќе дојдат на позиција, кажуваат две флоскули или реченици, загадувањето не се решава преку ноќ, тоа е првата и сега ја кажаа баш деновиве, и втората немаме магично стапче да го решиме загадувањето. Но ако се пресмета севкупниот трошок, мислам, од загадувањето по семејства, по општеството, по здравствениот систем, јас сум убеден дека колку и да чини решавањето, дека тоа ќе биде заштеда. Прво ќе биде многу помалку од колку што трошиме на проблемот. Дали има респираторна болест кардиоваскуларна. Да, за сумата, јас се знам сумата од Светска банка, која некаде, која ќе се... Таа беше пресметена за 1600 починати луѓе годишно, кај нас се нели многу повеќе, и ако се направи таа, значи, адаптација за таа, за овој број на починати, доаѓа некаде помеѓу 1 милиарда до 1,8 милиарда долари. Значи, некаде тоа доаѓа над 11% од BDP, докај 20 знае да биде од BDP. Трошоци поради аерозагадувањето. Тоа е огромна сума. Значи, огромна сума. Меѓутоа, они сите го знаат тоа, и владата го знае тоа. Не дека не го знаат, само што како што кажав, денот на дабарот, секој кога ќе дојде, секој тоа, ова зема долго време, ова, знаеш, немаме магично тапи, и не превземаат мерки. Значи, континуирани и систематски целни, што ќе дадат ефект за овој извор ова, за овој извор таа, за овој извор вава, толку средства, волку средства, и кој да е на власт, тоа да се спроведува, значи без оглед, да не се менува. Само што јас сакам да покренам уште едно прашање што е поврзано и со аерозагадувањето. Ние како нација сме нација на пушачи. Значи, ние зборуваме за аерозагадувањето, меѓутоа, во исто време, јас сум еве пушач, живеев долго време во Америка, каде што навистина не се пуши во ниедна јавна просторија, во болници. Мене ми пречи, искрено, ќе влезам, значи, во здравствена некој установа и осеќам мирис дека некој пушел. Ќе влезам во простории на државни, значи, јавни институции и јас осеќам мирис дека таму некој пушел. Иако е забрането, нели, пушењето. Во собрание доле, што е законодавниот дом, во собрание доле каде што јадат се пуши. Значи, тоа ми е мене, како да кажам, сега законодавен дом каде што, нели, значи, они би требало први да почитуваат. Рестораните, нели, со тоа терасите затворени, отворени, значи, нема каде да одиш каде што не се пуши. Сега, пушачите, јас имам ево во моја близина лица кои имаат хоп, кои се пушачи и продолжуваат да бидат пушачи, и двете лица продолжуваат да бидат пушачи, кои се жалат на аерозагадувањето. И сега знаете што? Ама не престануваат од себе. Не престануваат да пушат. Ама така? И друго, лицата исто околу нив, со пушењето се ослободуваат диоксини. Ние зборуваме диоксините се едни од најопасните супстанции, значи канцерогени све. Значи со пушење се ослободуваат диоксини. Ама не, гумите што се горат, тие, ама овдека цигарава, сега да кажам, значи, борбата со аерозагадување мора да биде и борба против пушењето, сериозно. Значи, деца ние во ресторани трчаат, деца изложени са, родителите до нив пушаат, мислам, тоа е страшно. Навистина страшно, бидејќи ефектот, тоа е, имаш ти ефект на аерозагадување континуирано, Тоа сакам да го спомнам. Аерозагадувањето сега го разгледуваме како една појава во атмосферата, надворешно загадување, меѓутоа постои загадување и во внатрешни простории, тоа не е занемарливо. Какво негативно дејство има по здравјето на луѓето. Имено за ХОП, за која зборувавме, за хроничната опструктивна белодробна болест, се смета дека најголем ризик фактор е пушењето. Меѓутоа, во развиените земји, тоа е до некаде одговорност за 40 до 50% од настанокот на ХОП. А во земјите во развој, во неразвиените земји, се смета дека 70% од ризик факторите, односно од причините кои допринесуваат да се развие оваа болест, е тоа
indoor pollution или внатрешно загадување, кое се должи на согорување на биомаси, пасивно и активно пушење, на секакви штетни материи кои се јавуваат во затворени простори. И во тие услови хобот се развива кај многу помлади лица, кај женскиот пол и кај лица кои се непушачи. Така да не се поврзува. Инаку добро што го покренавте и ова прашање. Пушењето секако допринесува за аерозагадување и за развој на многу штетни појави врз здравјето. Особено треба да размислуваме, значи кога се подкрива свеста за аерозагадувањето, сите треба да размислуваме и индивидуално и колективно. Значи индивидуалната одговорност, односно неодговорност не треба да се занемари. Секој треба да почне од себе. Што ние правиме да допринесеме, да го намалиме или пак допринесуваме да го зголемуваме аерозагадувањето. Значи од личните навики, од пушењето, активно штетејќи се на своето здравје, меѓутоа и на нашата околина, значи на нашите блиски, на децата. Законот во Македонија за пушење е донесен пред неколку години, меѓутоа тој е релативно либерален закон и како сите други закони во нашата земја е донесен најверојатно за да се крши. Сега со ова урбанизација на градов, односно уништување на градот, се дозволи буквално се. Јас мислам дека веќе нема простор што не е окупиран со затворени тераси, кои уствари се еден легален начин да се продолжи ова. Така да тука треба многу да се делува. Имаше обиди од здравствените власти за центри за пушење, постои значи постојат методи за откажување медицината кои помагаат на пациентите, бидејќи не смееме да занемариме дека тоа сепак е зависност. Точно. Баш тоа сакам дали има такви програми? Потребно е да постои волја, односно свесност на индивидуата пушач, меѓутоа сепак е зависност за кој многу често не можат сами да се справат и не треба сами да се справат. И потребна е помош, апсолутно. И потребна е помош и здравствена, помолог, од психолог, постојат значи заместителни терапии кои ќе ја решат таа зависност никотинска, меѓутоа многу побитна е бихевиоралната терапија, односно таа психолошка поддршка што е потребна за да пушачите истраат. Инаку интересно, многу пациенти кои ќе дознаат дека имаат здравствени проблеми, имаат сила и волја, ги тргаат штетните навики. Меѓутоа апсурдно е дека имаат барем пулмолошките, хроничните пулмолошки пациенти и покрај тоа што знаат дека пушењето им е најдиректен фактор, тие се толку зависни и продолжуваат. Ние имаме случаи во болница пациенти кои се во терминална фаза, во многу тешка состојба, тие не можат да го остават. Исто и кај нас пациентите со карциноми, све нема да јадат, нема ништо да прават, само пушењето не може да го. Сега проблем е што тие се можеби и возрастни, меѓутоа кај нас пушењето е на една многу висока граница. Во Европа се смета дека околу 26 до 29% од адултната популација се пушачи, особено адолесцентите. Кај нас таа бројка е над 40-45%. А се смета дека над 30% од адолесцентите и учениците во средните школи консумираат цигари или други видови на уреди за пушење, како што се електронските цигари, вейпови и сите понатаму, кои има долгорочни последици што се уште не ги ни осознаваме. Ќе треба да поминат децени за да ги видиме негативно. Ама повторно тука е државата таа, како што кажавте, значи мора државата да дојде програми. Што вие кажете, значи ефикасни програми за одвикнување од цигари. Јас знам дека во Америка многу ефикасни беа со хипноза. Значи хипнозата имаше многу ефикасни, на тој начин се одвикнува од цигари и беа ептен применувани. Сакам да кажам, значи од тоа до навистина работа со млади, се не може, и вама има тинејџери, и во Америка има тинејџери, како тие не пушат, а како кај нас, поригорозни закони. Тоа сакам да кажам, значи различно е. Еве конкретно за пациентите со ХОП, например, или со пациентите кои треба да се трансплантираат. Таму изричито значи стои, ако пациентот е пушач, тогаш здравствениот систем не ги покрива лекувањата на пациентите. Значи тоа е една ригорозна мерка која има ефект.
Бидејќи секој ако сака понатаму да продолжи да се лекува или ќе може еднаш ќе дојде во болница кој ќе треба да ги плати трошоците, веќе нема да ја прави таа најда. Така да се ефектуираат закони. И растат во средина каде што не се пуши, каде што нема околу, значи каде што растат во училиште, се движат меѓу родители. Значи јас на вистина во Америка живеев толку долго време. Јас не сретнав на вистина луѓе кои пушат. Значи во различни градови живеев. Јас не сретнав луѓе кои пушат, американци зборуваме. Ние сме на мала, во Европа, да, релативно во Америка многу ретко. Да, мала, релативно неразвиена земја која се бави со земјоделие, која нема голема индустриализација. Скопје е голем град кој е централизиран и е урбанизиран премногу, меѓутоа навистина не можам да сетам како можеме да видиме најзагаден град во Европа, а воопшто немаме толку голем потенцијал за индустриализација или за толку население. Очигледно нека има нека грешка во чекорите каде што грешиме, бидејќи градовите, метрополите функционираат. Ние имаме можеби лоша среќа да имаме некоја географска, климатска комбинација, комбинација, и урбанизацијата контра. Меѓутоа тука пак кажам дека ветровите. антрополошкиот фактор е број 1. Бидејќи аерозагадувањето настанува од кога човекот ги узурпира природните ресурси, не мислејќи за последиците, ја уништува природата, притоа уништувајќи се самиот себе си. И на крај тоа ќе дојде така. Да. Види, за Скопје тоа исто е она како ададжо едно што се повторува, ама мајка ми архитекта и знам, значи уште во времето капиште со кога се градел, било познато дека тука не требало да никнат високи згради поради строењето на воздухот. На времето исто кога ги правеле после земјотресот кога се правени во Карпоштри, кулите, зградите, ако сте приметиле, кулите не се вака поставени, него се искусени. Искусени се поради строење на така и треба, секој треба во својата област да си каже. Тогаш на вистина стручно се правело. Покрај Вардар, од таа страна, значи Линденска, немало никакви згради. Сега, што е тоа? А сега што правиме? Сега правиме само згради. Згради тука. А се што е зелено, шеđеме. Ама не, клучно е тоа строењето што и онака е проблематично за Котлина. Ние со толку, значи буквално ги затнувате сите тие процепи каде што може било какво строење да дојде. И посам тоа е нормално дека може загадувањето било поголемо тогаш, ама ако имаш ти поголемо струење, ќе го дисперзира. Да, тоа се гледа во денове кога има ветер, преубаво времето е чисто како се случува како на планина. Да, ама сите точно треба да урбанизацијата е еден од джиновските проблеми во поврзано со ова, значи тоа се Но никој сплетна. не мисли. На грешки Урбанизација не, во тоа е напротив загадување. еден голем проблем во кој што има прашање во кое што имате повеќе пречки, имате еден создаден систем кој еволуирал, се надоградувал на лукративен начин многу години, да е многу тешко сега да го измените, да пробате да смените еден урбанистички план, тоа е како на Квака 22. Формално се дадени некакви опции да коригирате нешто на тој план, но практично вие многу тешко во суштина може ги и само процедурално ги спроведете тие чекори да стигнете до промена на еден урбанистички план, например да ги смалите висините на зградите. Тоа е невозможно. Тоа не може да се случи, да се смалат. Може само да се зголемува. Да, стварно така по правилата. И корекцијата е практично невозможна на тие работи, ако на тоа се додадат и оние какви се луѓе и моки стои позади тие процеси, нели, тоа се работи во кои се вртат огромни пари. И тие не ги интересира здравјето на луѓето, ни додека има пробив. Ама секој од нас е потенцијален пациент, дали со карцином, дали со тоа се последици и на таа урбанизација. Кратко видогледање на сите, да, баш ка сите имаат фамилии, деца, треба мислам да се размислува пошироко. Така размислуваат, сметам дека во Европа, во странство. Зашто секој си има фамилија, не може само да се Во многу мисли. делови од Скопје вие повеќе све немате супер. јавен простор оставен каде што може да излезете од својот стан, да се прошетате малку и да дишите воздух, каков и да е. Целиот јавен простор се разграба за да се градат згради и сега луѓето живеат како во кутии од сардини, знаете. Живеат, си спијат гледаат таму без преку зграда. ноќ, одат на работа, се враќаат руча. Многу и не може да мрднат
подалеку, освен ако не е вклучен автомобил. Да се одвозат до градски парк, например, или до тие неколку места кои што не Што останат. исто ќе допринесат кон Повторно, најразгадувањето, да. како што одиме на водно и не можеш да паркираш од коли и веќе е илузорно зашто одиш за чист воздух кога сите допринесуваме да го загадуваме. Веќе нема ни тротоари, а за зелени површини навистина не знам сега. Има активисти, има здравствени работници, има сигурни архитекти кои знаат како треба да се постават работите, меѓутоа очигледно не стигаат од надлежните органи. Ма системски е проблемот. Значи системски, ако ти го кажеш дека ова, на ова, значи не може да бидеме ни инцидентно некој да се смилува, градоначалник да направи велопатека. Ама тоа, он не може да биде, значи граѓанинот не може да биде оставен на милост и немилост на некој некогаш да му текне или да одвои средства и да направи. Значи навистина тоа мора да биде системски, ама и тоа треба да биде дел од до сега требало да биде дигитализирано во смисла да го мапирате Скопје, каде ќе бидат велопатеките, Колку зелени површини безбедни, треба да значи има да бидат. Мислам дека по 25 метри квадратни на жител беше, а сега сме негде на 8. Може би опаѓа таа бројка. Јас Не, мислам дека од, секоја зграда што се гради, Не е на 8. Затоа што види, Ако се смети водно Законот за во... урбано, да, водно се зема границите на ГУПот, во границите на ГУПот, се што е тамо, се озеленило и водно, и гази баба шумата, значи што и паркот и се, и онда се просекот се зема и тука има 25. Има така. Меѓутоа, затоа СЗО воведе нов начин каде престана да се присметува по глава на жител, бидејќи не само кај нас, него и во многу други градови во светов, ви имате елитни населби, што се во шуми, све убаво, и онда имате најголем дел од граѓаните во гето живеат. На 2 часа возење Значи, скроз во бето нема никакво зеленило. И од тие причини, тоа е тотално неравномерно и вие ќе речете да, просекот за тој град е 30 например метри квадратни, ма каде се тие метри квадратни? Вамо, све, а вамо скоро нула. И од таа причина воведува правила да во радиус од 300 метри, каде што живее значи секој граѓанин, во радиус од 300 метри треба да има од 0,5 до 1 хектар зеленило. Затоа што битно е ти каде што живееш, ако си мајка со мало дете, да излезеш, да имаш зеленило тука, ако си постар човек, ако си млад, да имаш каде зеленило да седнеш и да се социализираш и значи на менталното здравје ти делува, на физичкото здравје ти делува и битно е да го имаш тука во близина и да е тоа равномерно распоредено низ цел град. Сега, тоа е невозможно, вие некои простори што се одземени, е невозможно да ги вратите. Меѓутоа, нашиот став беше дека наместо државата нонстоп да го продава државното земјиште, што потоа се урбанизира, нека купува куќиите што се продаваат и нека ги претвори во зелени површини, за да го имаме тоа равномерно јавно зеленило, што е многу битно и што ние самите го гледаме колку значи за постари лица, за деца. Значи, кога е малце побаво времето, јас ги гледам, јас сум во Карпош 3 живеам. Седнати се на клупите, сите клупи се зафатени. Сите клупи се зафатени. Во тие делови што се као паркчиња, тука се и стари, и млади, и деца, значи преубаво е. Тој дел не може вие... А што со новите населби? Еве во центар, Урбана мафија, значи кисела вода, аеродром. Што е со новите Значи населби? контра, јас се кажам, тука мора да биде, да, ама еве начинот е значи контрадвижење. Дај нека се откупуваат, наместо таму каде што ќе се гради зграда, државата нека го откупи и нека направи зелено мало джипно паркче. Тие работи не се тука исто е баш сега се соочуваме со проблем кога се прави нов детален урбанистички план за водно капиште, тоа е најголемиот урбанистички план во Македонија, значи огромен е. Таму имавме барем уште тој во изработка, штури се информациите кои ги добиваме што се случува со одредени подрачја, но една добивме од одделението за урбанизам во општината, во општина Центар, дека оние плацови на водно, нели, имаше судски случаи кои се одземени со пресуда во тој судски случај дека се како последица на криминал тие.
Агенцијата која управува сега со нив, за одземенимот, тоа е државна агенција, не дозволува во новиот урбанистички план тие парцели да бидат вратени во шума. Тие се во шумата горе на водно. Не се изградени. Значи тоа е совршена можност кога државата без никаков трошок може само да ги да дозволи да се прецртаат, било нацртано објекти, сега да се тргнат тие објекти да се остане шума. Тоа што му треба и на тој дел и на градот. Самата агенција исто профитерски размислува, а државна институција. Много интересно. Сакам да спомнам уште еден момент, еве ова што го кажавме, значи Скопје сега сме каде што сме, со таква изграденост, со затнат провев, а во котлина сме и сега не можеме ние да се вратиме назад во времето и да почнеме од ново. Ама тука сметам дека потребно е да се стимулираат иновативни методи. Значи, постојат во светот начини како вие на вештачки начин да предизвикате провев. Иначе на вештачки начин да ние направиме некој ветер што ќе го дува тоа загадување што го имаме. Зашто на крај и тоа е решение. Не е идеално, ама е решение. Сакам да кажам, не мораме да се и не треба да се потвориме само на конвенционалните методи и додека чекаме ние леле тоа ќе земе сега уште 50 години ќе чекаме, него буквално се што може и да се примени, а дефинитивно има иновативни методи и дајте да ставиме вештачко. Да имаат слух за такви работи. Имаат ли приемчивости ми? Па не знам, спомна нешто новата... Агенција за иновации, јас го да, имам за иновации, да. Спомна, тоа е нешто, јас слушам дека е спомнато, за тој со зелен фонд, нешто каде што ќе се стимулираат иновации, ќе видиме. Јас се надевам дека е можно да се инвестира во токму такво нешто. Така, а граѓаните како може да помогнат? Па сега граѓаните како можат? Значи, лично како може секој да помине во зависност, значи колкави се финансиските се средства на секој домакинство, секој семејство, дали секој поединец како живее сам или со други, колку може. Ако се грее на начин кој загадува, ако може, значи финансите кои му возможува да го смени во начин што не загадува. Едно тоа е ако може да се приклучиш кон централно парно грејење, се приклучиш. Ако не, ако можеш да земеш на инвертер да се грееш на инвертер или топлинска пумпа или не знам на сончеви панели, што не можеш баш да се грееш во зимно време, ама зборот ми е, значи, отприлика овие се начините кај нас. Автомобили, секој сабајле гледам, еден човек има во автомобилите. Другото е сообраќајот. Пешки, со точак, јавен превоз, јавниот превоз е стварно крш и стварно не можете на граѓаните да им кажете користете јавен превоз, не користите автомобили, кога е апсолутно катастрофа. Не можат луѓе, значи, да што сака да користат јавен превоз, не можат. Еве сега, јас слушнав премиерот најави дека идната есен ќе планира да купат 100 до 120 електрични автобуси, од кои некаде околу 80 ќе бидат во Скопје. Значи, тоа е начинот. Прво, мора да има доволно автобуси или што и да е, значи јавниот превоз да е стабилен, ефикасен, сигурен, што не загадува и да може да го користат луѓето. Меѓутоа, тука се и, еве, јас сум човек кој вози точак редовно. И тоа возам по улици, не возам само покрај Вардар, јас возам по улици и возам по секакви улици. Значи, тамо каде што треба да свртам, ќе свртам и ќе одам. Некаде имате велопатека, во најголем дел немате велопатека и е небезбедно. Значи, се додека тоа не се направи безбедно, вие не можете да очекувате од луѓе да користат редовно точак од точка А до точка Б. Ма тоа е времено, во најзимските денови кога е најголемо загадувањето, не може да се оди пешки и да се користи велосипед. Мора да има алтернатива на јавен сообраќај. Тоа го нема. Ама не, сега паралелно мора да се тие. Оптеретувањето на Скопје со автомобили е енормно. Значи, градот нема капацитет за толку многу автомобили.
како што кажавте, сите сами се Секој возат во сам автомобили, во кола, секој а вели, поеден особено човек. што да, нема ни автомобил. свест да се користат автомобили кои не загадуваат. Тоа чини пари, не викам не може секој да се допринесе. Меѓутоа, треба да се движиме натаму. Сепак да се Ама јавниот оди на тие транспорт е тука. обновливи извори на енергија, на хибридни, на електрични возила. Добро, ние не можеме да очекуваме некој што е сиромашен да купи такви возила. Меѓутоа, затоа имаме треба да имаме јавен транспорт. И јавниот транспорт треба да биде тука, значи да ги поврзе сите места, сите точки, да може луѓе да се движат. И пак ја кажем, еве, јас и во зима возам точак. Значи не е проблем да се вози на ладно време, апсолутно не ги имаме, еве, Данска цела година си воза тамо од точак, на север си возат, а тамо е ладно. Прашањето на безбедност и да, кога ние ќе го намалиме аерозагадувањето, да си возиш нормално. Па со аерозагадување и потешко се вози. Се вози уште тим побрза е уште респирацијата, побрза и уште поштетно е. поштетно е. Така е, действително. точно. Апсолутно е точно. Ама ако ние не ги направиме велопатиките сега, значи ние не можеме да чекаме така тоа што велопатиките Не се можем тука и кажете за на на луѓето пролет. Да, чекайте. И плюс се вози точек и на пролет и на лето. Зошто тогаш за не се Да, вози? например, Зошто целиот тогаш не дел вози? од центарот до Има Радишани иницијатива. Веќе почна градот. Не сме до стадиумот каде што треба да биде. Меѓутоа веќе се и оние електрични тротинети и велосипеди се присутни се, меѓутоа нема адекватни пати. Значи тоа Да, треба да се функционира. подобрува и да се подобрува и да се вмрежи, ние што викаме на густа безбедна мрежа, како што ги имаме, се знае кои се примери за тоа. Зошто да не Да не станеме научиме на ние- другите примери. Зошто Точно не сакам да секогаш кажам. со полоши Да. некои земји Ама мораме тука да зборуваме се за свист така луѓе. Значи во Данска, во Холандија, тие се примери на земји каде што А зошто да не се споредиме со Љубљана, еве, не е толку далечно, што има 250.000 жители, има забрана за ширење на градот, има зеленило колку сакаш и никош немале никаков проблем. А целата земја е колку нашата. Се функционира, значи се може да функционира, ако не се централизира се на едно место и не се оптерете Скопје во ваков степен, од каде што Ама така навистина се не што може. време ние сме- од здравството. Да. Све е во Скопје. Да. Мислам, нашата ситуација е сега таква. Тоа овој дел дефинитивно не може со магично ставче преку ноги да го децентрализирате. Но аерозагадувањето и јавниот превоз можеме за кратко време. Стварно можеме. Може. Да, тоа што Стварно. спомна, ми текнува секогаш дека на пример нема врска за велосипед од центар до Радишани, не таа оска чаир, бутел, тоа нема каде да возите Нема каде да едноставно, се вози. не е споен со центарот за велосипед. Од друга страна интересна Или ми се Поводњанска, виде. извинете, Поводњанска исто, не да, може да. се вози. Да. Јас сега живеам во центар, има до некаде велопатики, меѓутоа по сама Водњанска нагоре не може да се вози. А таму кај што има луѓето ги Еве, тебе користат, би да. одел на вода, не. Да. Би се рекреирал. Една исто интересна идеја дека не е оне едно решение за се што би можело да ни помогне, него дека комбинација од повеќе решенија може да е подобрата работа. Пред неколку години, мислам дека уште во времето на градоначалникот Шилегов на Точак иницијативата ја актуализира таа идеја за враќање на возот во Скопје. Сега и министерот за транспорт пред неколку месеци исто ја спомна повторно. Тоа може да такви идеи може да помагаат постепено, на пример при градските населби да бидат растеретени, односно да не мора да доаѓаат во центарот со кола, туку да го користат возот. Преку обновување на оние стари станици кои денеска не се користат низ Скопје и пругите. Значи тука не мора некоја голема инвестиција. Се не знам дали имаме воз останат веќе за тако нешто и тие пропадна во меѓувреме, да. Меѓутоа може многу подобро да биде. Не нема да го решиме целосно, нити болните Ама ќе исчезнат. постепено ако се Постепено почне, и ако луѓето видат, ако сите видиме дека некаде се движи работава, мислам дека ќе внесе оптимизам плюс и мислам дека нас ни е многу потребно ова е решливо прашање. Ама да го решиме, тоа ќе ни биде една победа, нели, во она серија на депресија од 30 години, порази лични, општествени и така натаму. Дај нешто да покажеме дека можеме да направиме, може. да го надминеме. Навистина можеме. И И така да затоа ние голем не се успех. откажуваме. Голем успех ќе Зашто биде. стварно Да. можеме. Не, значи се има комбинација, еве што кажува Јане, на мерки, и тоа не мора кузне колку нека кажува да чини пари, ама не толку пари колку можеби некои западни земји што вложуваат. Навистина ние можеме на креативен начин и значи малце од ова, малце од она, малце вака, малце онака, малце иновативно, малце значи
И кога ќе ги споиме сите мерки можеме да го решиме. Можеме да го Само решиме. ни фали Да. на другата страна од надлежните да го прифатат тоа и да го ефектуираат. Идеи. Тие се клучни. Да. Дали со годините се зголемува бројот на пациенти со белодробни заболувања? Апсолутно да, преска не кажав за инциденцата, значи во урбаните средини се смета дека 9 од 10 индивидуи ќе имаат проблеми со аерозагадувањето. Хобот е сериозен глобален светски, значи на светско ниво проблем кој брои повеќе од 400, мислам дека 420 милиони заболени и со текот на годините се зголемува кај нас особено бидејќи стара границата значи се пролонгирани животот, ризик факторите се уште тука и тоа кумулативно значи се допринесува да имаме се повеќе и повеќе пациенти, ги има насекаде во Македонија, меѓутоа и кажавте децентрализацијата и на здравството допринесува да кај нас доаѓаат сите, особено најтешките случаеви. За жал многу често сме во ситуација да не можеме и на сите да им пружиме помош, да немаме место сите да ги хоспитализираме, да ги примеме во болница која е тоа потребно. Така да, сериозен проблем, здравствен и општествен. Сакам да кажам дека не само старата, него и работоспособното население е опфатено од овие болести, што дополнително се одразува на општеството. Тие отсуствуваат од работа, веќе не се во полна снага, не можат да го дадат својот максимум на работа. Стануваат респираторни инвалиди, така да на сите страни се гледат последиците. За трудниците? За трудниците, што се каже, значи посебна ранева категорија на која особено треба да внимаваме и да размислуваме, да имаат поквалитетно здравје. Треба и самите да се грижат за себе, со избегнување на пушењето и другите ризик фактори, бидејќи трудницата е одговорна не само за своето здравје, него и за здравјето на својот плод. Тука дејството, значи, на сите штетни материи е најекспонирано. Белите дробови се формираат во 4-тата недела од ембрионалниот живот и тие со текот на времето се развиваат. Колку имаме поквалитетен живот за време на бременоста, толку и по-правилно и комплетно ќе се развијат. За жал, сите овие штетни влијаат трудниците да имаат предвремени породувања, многу често и да завршат својата бременност прерано или да родат бебиња со намалена телесна тежина, кој не е тежината, значи само она што него сите органи се некомплетно развиени, кои понатаму во текот на животот ќе имаат по-ниска стартна позиција и нема да може да го постигнат максимумот. И познато е дека бремени жени кои пушеле и кои се изложени на аерозагадување раѓаат бебиња кои понатаму имаат многу повисок ризик за развој на хронични пулмолошки болести, астма и многу зголемена инциденцата и кај децата, особено кај што би им препорачале на граѓаните кога е загаден толку воздухот? Па тоа се јавни здравствени мерки кои секогаш ги докторот препорачуваме. вика пешачи. И вика, како да пешачам? Вика, надвор загадено. После ми вика, ма загадено. Па вика, кај ќе пешачам? Вика, треба да пешачиш у затворен простор. После ми вика, има вируси, не пешачи у затворен простор. Ниту можам, вика, ниту можам надвор да пешачам. Ја трудна, вика, што да правам. Пациентите не знаат и они што да прават. Препораките се добро познати, избегнување експозициона профилакса. Значи, колку што можеме да го избегнуваме загадениот простор. Зборувам за сите, меѓутоа особено за овие ранливи категории. Меѓутоа и затворениот простор од своја страна си има своји негативни страни. Во зимски услови, која е големо загадувањето, избегнување на затворени простории со многу голема фреквенца на луѓе, каде што има респираторни патогени кои дополнително ќе предизвикаат инфекции, подобрување на имунитетот, пречистувачите во затворени простории го препорачуваме бидејќи во услови на аерозагадување, неопходно е проветрување на внатрешните простории, тогаш што да избереме од двете зла помалото.
користење на лична заштитна опрема. Значи, тоа сакам да кажам. Маските имаат своје место во личната индивидуална заштита од загадувањето. Треба да ги користат сите, од децата, возрастните, меѓутоа и тука сме ограничени и ги препорачуваме, меѓутоа пациентите кои имаат сериозни респираторни тегуби, заради својата болест чувствуваат глад и недостаток на воздух. Се препорачуваат N95 маските, кои имаат 95% сигурно за заштита од надворешните влијанија и од вирусите, бактериите и од најмалите штитни честички, меѓутоа тие се тешки за постојано носење. Така да во излегување во надворешни услови што пократко, користење на лична заштитна опрема и превентивни мерки во смисол на здрава исхрана, бидејќи да не заборавиме за оптимално здравје потребен е здрав воздух, здрава вода и здрава исхрана. Заради оксидативниот стрес кој го предизвикуваат сите овие штетни материи, се препорачува употреба на свежа, здрава храна со доста овошје, зеленчук, со витамини, особено витамин С, витамин Д, витамин Е, каротиноиди. Сите да се погрежиме на тој начин, барем да се го сочуваме нашето здравје. Така. Ви како активисти? Јас ќе дам неколку политички совети. Ајде, може. Да. Ако? Мислам дека со маските, не се изгледа не се смачија во После пандемијата COVID, носење, да, па после COVID-19, мислам, повеќе отмор ќе имаме се сите. Да. Но да, мора се носат на вакви услови. Јас би препорачал граѓаните, особено помладите, ако им пречи оваа ситуација, да се приклучат на протест, ако има во скоро време, да се обратат кај својот политички избраник, односно представник, дали во парламентот, дали во општината, оној за кого гласале, и да му го изнесат проблемот во врска со воздухот и да побараат некаква активност во врска со реакции за пречистување на воздухот на локално и на централно ниво. И ако тоа не оди, или да се приклучат кој некоја група што се бори за ова прашање, или да формираат некоја своја иницијатива, па да влезат и тие, бидејќи повеќе гласови ќе бидат многу посилни и можеби така побрзо ќе ги натераме Така, некои сите да ги носат заеднички одлуките, да да апелираме. застанат еднаш на Така. ваква политика, особено до младите, сакаме се обратам, бидејќи одењето само во странство е бегство од проблемот, не е соочување. Барем нека се обидат да се борат, па после ако се разочараат, нека одберат другата варијанта. Да. Па не знам што што би додала јас покрај ова кажано. Граѓаните да ги искористат и медиумите. Јас би се, ти ги избра младите, јас ќе се обратам на постарите. Пензионерите знаат да се јавуваат во емисии, контактни емисии на различни канали. Нека ја покренуваат оваа тема нон-стоп, нека бидат досадни. Тие како гласачко тело им се многу битни на партиите, така да може ќе има некаков ефект. Значи, ќе се осети притисок врз партиите, не, знаеш, кога притиска некој, реагираат. Да се почне некаде. Така да сите заеднички мора. Знаеш, тоа е. Некаде. Тие се, знаеш, бидејќи притисокот мора да постои. Ако не постои притисок, прашањето нема да се реши. Не очекуваме дека за една година ќе се реши. Не, да се меѓутоа, стартува, да се ако- почне од негде. Тоа е целата работа. Ние веќе заеднички. реагиравме сега за буџетов. Ако ние немаме средства за конкретни мерки, тоа значи дека наредната година е промашена. Значи, За ние тоа, не да. сакаме да имаме Уистина промашени години. Значи, секоја година е ужасно битна да не имаме конкретни мерки за да стигнеме за 2, 3, 4 години многу подобра. Да. Да дишеме. И не бегање во странство, ама секој викенд да се искористи да се оди некаде на чист воздух. Се може. Тоа е добар компромис. Качеме Да. на планина, некаде. Да. Да дишеме здраво. Да. Ви благодарам на присуството, Фала. а ние се гледаме во следната епизода на подкаст Зрак со доктор Марина.